Добро вечер. Го следите дневникот на Телевизија Плюс, ова се настаните на денот. Нема нови случаи на COVID-19 во Куманово. Нова заштитна опрема за пожарникарите. Родителите се за настава во училиштата. Во Куманово денеска не е евидентиран позитивен случај на COVID-19. Како што информира Министерството за здравство, во последните 24 часа се направени 484 тестирања, а регистрирани се 37 нови случаи на ниво на државата. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 484 тестирања, а регистрирани се 37 нови случаи на COVID-19. Регистрираните се во Скопје 9, Дебар, Гостивар, Струмица, Радовиш, Кочани, Пробишти, Делчево и Кратово по 1, Прилеп 5, Тетово 3, Гевгелија 12. Во Куманово денеска не е евидентиран нов случај позитивен на COVID-19. Денеска Институтот за јавно здравје пак регистрира 251 оздравен пациент, од кои 15 од Куманово. Починати се 6 пациенти од Скопје на 73 години, Струга 79 години, Гостивар 55, Крива Паланка 63 години, Делчево 86 години и од Кичево 74 години. Сите се починати во болнички услови. Вкупната бројка на ковид дијагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 15.127, бројката на оздравени пациенти е 12.486, на починати е 623, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2018. Општина Куманово во четврток ќе организира третирање против возрастна форма на комарци. Се известуваат граѓаните дека во 1 час од пополноќ на територијата на општина Куманово ќе се изврши 6-тото тереστичко прскање против возрастна форма на комарци. Доколку временските услови не го дозволат вршењето на овој третман, дезинсекцијата ќе се изврши првиот нареден ден, кога временските услови ќе бидат поволни, појаснуваат од општина Куманово. Пожарникарите добија нова заштитна опрема за гаснење пожари на отворен простор. Единицата која покрај Куманово ги покрива и општините Липково и Старо Нагоричане, функционира со стар возен парк, но се уште функционален. Надлежните се надеваат дека ќе продолжи трендот на екипирање и доопремување, но и дека ќе добијат помош од државата. 30 кумановски пожарникари добија нова заштитна опрема за гаснење пожари на отворен простор. Високопрофесионалната опрема која денеска беше промовирана во територијалната противпожарна единица Куманово ја набави општината. Од Кумановската пожарна единица се надеваат дека ќе продолжи трендот на екипирање и доопремување, со што во иднина би можеле да одговорат на сите предизвици. Оттаму укажуваат и дека возниот парк е стар, но се уште функционален. За тоа ќе треба помош од државата. За возниот парк знаете и сами дека е наследен по одминати години ние возниот парк, морам да кажам. Добивме минатата година ново теренско возило. Се надевам ќе продолжиме со тој тек на набавка на нова опрема, на нови возила. Но како што рече градоначалникот, за сето тоа ќе ни треба помош и од државата. Сега за сега имаме функционални возила, опремени пожарникари, се надевам дека ќе бидеме на ниво да одговориме на сите поставени задачи. За набавка на новата опрема општина Куманово одвои 1.300.000 денари. Кумановските пожарникари по низа години лани од општината добија и зимска опрема. Ние ќе продолжиме да опремуваме нашата противпожарна единица во Куманово, бидејќи гледате дека имаме наследено стара опрема, а Куманово заслужува многу повеќе од тоа. Нашата тенденција ќе биде да имаме сериозни противпожарни екипи, како што се и на запад и во услови во кои што тие работат, секогаш мора да бидат максимално заштитени првенствено тие, а потоа и лицата кои што добиваат помош од нивна страна. Од Кумановската единица укажаа и дека оваа сезона значително е намален бројот на пожари во однос на минатата година, што се должи на временските услови, но и на пандемијата. Над 80% од родителите на учениците во Куманово
се за физичко присуство на децата во училиштата. Истакна поденешната средба со директорите на основните и средните училишта, градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Тој нагласи дека секое училиште ќе има различен пристап во зависност од условите со кои што располага, а согласно препораките на Министерството за здравство. Укажа дека општината ќе обезбеди средства за дезинфекција и поврзување со интернет конекција, но бара Министерството да набави поголем број технички средства, бидејќи недостасуваат. Сега се констатира суштински пропустот во делот на техничкото функционирање на училиштата и ниското ниво на опременост во одредени основни училишта во градот. Сметаме дека оние училишта кои што исполнуваат услови, кај што има поголем број паралелки, а помал број на ученици тие исполнуваат услови да ги ангажираат сите ученици да ја посетуваат наставата. Во спротивно во оние училишта каде што имаме паралелки со голем број на ученици, тамо ќе мора да имаме редуцирана настава за да можат да непречено учениците доаѓаат, но да не се создава поголемо ниво и ризик од блиски контакти, тоест да се редуцира бројот на учениците во паралелките и на тоа работат самите директори, имаат овластување за такво нешто директно од Министерството. Јас како градоначалник дополнително давам мислење на нивните протоколи и програми кои што ги даваат до мене и дополнително тие ќе одат на одобрување на Советот и откако ќе бидат одобрени, тогаш ќе бидат реализирани. И самото Министерство вели, сакаме да отпочнеме со школската година од 10 октомври. Поради состојбата со COVID-19, откажано е второто издание на меѓународниот фолклорен фестивал. Настанот, како и минатата година, требаше да го организира културно-уметничкото друштво Панче Пешев, а беше потврдено учество на 20 на ансамбли. Вториот меѓународен фолклорен фестивал Куманово е откажан поради состојбата со пандемијата од коронавирусот, информираат организаторите од културно-уметничкото друштво Панче Пешев. Фестивалот годинава требаше да трае 4 дена, а учество потврдија 20 на ансамбли со над 400 учесници. Планиравме навистина многу добри екипи од Мексико, повторно Колумбија, Бразил, потоа Грузија, Северен Кипар, од нашите домашни комшии не беа на првиот фестивал, требаше да настапат од Хрватска и од Црна Гора и секако еден дел на наши ансамбли од Македонија кои ќе настапија по 2 ансамбла за тие 3-4 дена колку требаше да се одржи овој фестивал. Припремите беа навистина добри, добивме комплетно потврди од сите тие држави за настап. Организаторите првично планирале фестивалот да се одржи на есен, но со оглед на актуелната состојба со COVID-19, сепак заклучиле дека е најдобро манифестацијата да ја пролонгираат за наредната година. Целта на нашиот фестивал е, презентација на култура на други држави и запознавање на нашите граѓани и исто така овие учесници кои доаѓаат од другите држави да го запознаат и нашиот фолклор, нашата културна традиција. Тоа беше целта. Ако ние тоа не го постигнеме, онда џабе го организираме фестивалот. Првиот меѓународен фолклорен фестивал кој се одржа минатата година беше по повод 500 години од постоењето на Куманово. Откуд Панче Пешев се надеваа дека одвоените средства од Министерството за култура и општина Куманово за организација на вториот фестивал ќе се префрлат за наредната година. Екипата на Куманово дојде до победа од 30:13 на дуелот против Чаир на контролната средба која беше меѓу двата состави кои ќе играат во Европскиот куп во новата сезона. Од резултатот се гледа дека Куманово сезонава влегува уште поамбициозно и со желба да дојде до двојната круна во домашните надпреварувања. Повеќе од изјавата на тренерот Александар Бојковски. Можам да кажам дека екипата изигра солиден надпревар, имаше неколку технички грешки, но се надеваме дека со тек на воигрување на екипата и продолжување на надпреварите ќе дојде се на свое место. Мислам дека со тек на времето дека ќе бидеме уште подобри. Моментално имаме формирано ростер,
така да се надеваме дека ќе има добри резултати оваа сезона. Ланската сезона со ситуацијата што се деси беше прекинато првенството, ние бевме без пораз. Се надеваме дека оваа сезона ќе ги оправдаме исто фаворитските очекувања. Така да мислам дека ќе бидеме едни од главни фаворити за титулата. Оваа пандемија е проблем не само за ракометот, него општо за целокупно за спортот. Ние полека обративме повеќе пажња на тој припремен дел ради ситуацијата, така да се надевам дека полека влегуваат во ритам. Не се баш на 100% на највисоко ниво, али со тренажен процес ги воведуваме полека да се дигне нивото на физичка припрема, техничко-тактички припрема, да бидеме комплетни. Во продолжение, кратките вести од Македонија. Комисијата за заразни болести на денешниот состанок заклучила на владата да предложи хронично болните да се вратат на работа, освен оние кои имаат извештај од специјалист за брзо прогресирање на болеста. Исто така, има предлог мерка за продолжено породилно отсуство да важи до нова година од работа и понатаму се ослободени бремените жени. За родителите на деца до 10 години ќе се одлучува на наредниот состанок на комисијата. ВМРО-ДПМН во среда излегува на протести. Информацијата ја потврди и лидерот Христијан Мицкоски. Според планот, протестот ќе биде во форма на марш. Ќе стартува пред Министерството за правда, а ќе заврши пред Регулаторна комисија за енергетика. Предвидено е обраќање на протестот да има Мицкоски, но и други партиски кадри. ВМРО-ДПМН минатата недела најави дека ќе почне со организација на протести против, како што велат, криминалната власт. Цените на бензините и дизелот од ноќеска на полноќ ќе се намалат. Бензините за 0,5 денари, а дизелот за 1,5 денари. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со денешната одлука со која што се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,73%, соопшти дека од вечерва на полноќ Евросупер БС 95 ќе изнесува 59,50 денари за литар, додека малопродажната цена на БС 98 ќе изнесува 61,50 денари. Малопродажната цена на евродизел ќе изнесува 50,50 денари за литар. За 1 денар за литар се намалува малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство. Во текот на изминатото деноноќие на територијата на државата по однос на мерката за неносење лична заштита на лице регистрирани се 408 прекршоци. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да ги почитуваат мерките и протоколите донесени од владата со цел справување со COVID-19. Во август трошоците на живот се зголемиле за 1,5% во споредба со истиот месец лани, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Најмногу поскапеле комуналиите и домувањето за 4,5%, тутунот и алкохолните пијалаци за 4,4%, како и храната и безалкохолните пијалаци за 2,5%. Намалување на цените има единствено кај транспортот за 7% и облеката и обувките за минус 1,4%. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 32 степен, а минималната беше 17 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне до 31 степен, а утринската ќе биде до 16 степени Целзиусови. За крај за вас имаме уште една информација. Вечерва во 19 часот ќе биде емитувана првата вечер од 16-тото издание на Тамбурашкиот фестивал. Останете со нашата програма и имајте пријатна вечер.